Дневниот центар за лица со попречености Ѕуница, како функционира еден од првите центри, ќе ни каже заедно со Снежана Јошевска, која што е социјален работник во Дневниот центар Ձуница. Ако ја имаме Бети од Прилеп, може да ја видиме полека. Бети, добро утро уште еднаш. Добро утро по втор пат. Ние дојдовме на гости во Дневниот центар Ձуница во Прилеп, еден од првите во земјава пред 22 години отворен и сите овие години неуморно работи на психофизичкиот развој на лицата со попречености. Со нас е Снежана Јошевска, социјален работник од почетокот е во центаров, координатор на работата. Снежана, нека е добар, убав и полн со убави моменти овај ден и секако да прашаме колку имате корисници кои доаѓаат преку денот и како работите со нив. Најпред ви благодарам. Сакам да го честитам 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Да им посакам добро здравје на нашите корисници и на сите останати и голема поддршка за нивните семејства. Што работите? Како го унапредувате нивниот психофизички развој? Во нашиот дневен центар се моментално сместени 15 корисници, тоа се лица со умерена и тешка психофизичка попреченост. Од нив имаме 5 лица кои што се со аутизам. 5 корисници се вклучени инклузирани, значи се вклучени во образовен процес, за сите нив е обезбеден образовен асистент, а дел од поддршката што ја дава Дневниот центар е на дел од корисниците со лични асистенти, кои што во попладневните часови се нивна поддршка и поддршка на нивните семејства. Освен вие како социјален работник, кои го сочинуваат стручни лица тимот? Во нашиот дневен центар има социјален работник, дефектолог, 2 медицински сестри и 2 лица технички персонал. Верувам, бележите напредок кај децата. Напредокот е очигледен, а кога доаѓаат со комбето во Дневниот центар, кога ќе видиме нивните насмејани лица, среќни и нивните топли прегратки, тоа се мотивација за нашата работа. Значи се работи на повеќе полина, стекнување на животни вештини, работна окупација, имаме сензорна соба за мултисензорен за развој на корисниците, онај дел каде се поттикнуваат нивните когнитивни својства и спознавање на самите себе и спознавање на околината. Во дело од активностите имаме работна окупација, значи имаме повозрастна група на корисници. Во работната окупација имаме изработка на модли од глипс, тоа се инклузивни и креативни работилници, каде што секој корисник ја покажува својата иновативност во работата. Исто така имаме и цвеќарни, каде што гледуваме цвеќина и сето тоа сакаме да бидеме интегрирани во локалната заедница. Така, сега имате околу 10 часот подготвивте приредба, со што пријатно ќе ги изненадите. Значи во 10 часот имаме приредба која што подготвивме со нашите корисници, дел од корисниците кажат дека е песничка, имаме поддршка од градинките, од основните училишта и од средните училишта, кај што и тие ќе настапат со своји песнички и на таков начин да ни ја збогата целата приредба. Обновени се просториите на Дневниот центар, многу убаво, пријатно е украсено, тука се и моделите што ги изработуваат лицата кои се во Дневниот центар. Да кажеме дека освен овој има и уште еден за кој вие се грижите како координатор, Дневен центар за лицата со церебрална парализа. Колку таму се? Во нашиот град, значи има и Дневен центар за лица со церебрална парализа, тој функционира веќе 6 години. Згрижени се 15 корисници, стручниот тим е добар, ги задоволува капацитетите на корисниците и јас сум исто така координатор на овој Дневен центар и на тој Дневен центар и се трудиме заеднички за вакви големи природи да бидеме заедно и да се дружиме и да помагаме на сите. Снежана, ние ќе бидеме дел и од представата. Една порака вака за крај за до сите. Порака можам да упатам до сите општествено одговорни компании во нашиот град, до целата локална заедница кои што се потрудија овај изминат месец да допридонесат за подобрување на условите за развој на нашите корисници. Имаш иницијатива од нашиот директор Зоран Малковски,
се вложи во уредување на внатрешниот интериер на дневниот центар, исто така и холтикултурно се обнови и надворешниот дел од дневниот центар. Мојата порака би била децата со попреченост да бидат дел од нас, да се интегрираат и мислам дека со текот на годините она стигма што ја имаше повеќе ја нема или толку е блага што повеќе не се ни осеќа. Благодарам, тоа беше Снежана Јоншевска, социјален работник во еден од меѓу првите дневни центри во земјава Ѕуница. Им посакуваме пријатен ден и ние со задоволство ќе ја проследиме и приредбата што ја подготвија штитениците и корисниците. Студио.